Нема веќе доживотни функции и недопирливи позиции во државната администрација. Мерит системот станува правило, а не исклучок. Со новиот предлог закон за високи раководители на органите на државната управа и фондовите, за прв пат се воспоставува систем со јасна рамка за тоа кој, како и под кои услови ќе може да ги води клучните институции во Македонија. Законот опфаќа 19 министерства без МВР, 48 органи во состав на министерствата, 29 самостојни органи на државната управа и 3 фондови. Воспоставена е јасна рамка за времетраењето на мандатот на високите раководители, кое по правило изнесува 4 години, но не смее да биде помалку од 2, а повеќе од 5 години на функцијата. Едно лице не може да биде висок раководител повеќе од 2 пати последователно. Целта, како што нагласи министерот за администрација Минчев, е професионализација на администрацијата, ограничување на политичките влијанија и избор на раководители според знаењето, резултатите и одговорноста. За прв пат се воспоставува единствена, јасна и системска правна рамка за именувањето, мандатот, одговорноста и разрешувањето на највисоките раководни позиции во администрацијата. Воведуваме појасни и унифицирани критериуми за избор на директори, државни секретари и членови на колегијални органи на државната управа, но и за членови на управни одбори, за кои досега не постоја речиси никакви правила. Со новиот предлог закон не се предвидени формирање на нови институции и органи, а нема да има импликации и по буџетот. Статусот ВД станува строго временски и правно ограничен. Функциите на високите раководители треба и мора да се достапни за сите заинтересирани кандидати под еднакви услови. Именувањето на висок раководител предвидено е се врши од транспарентна, фер и конкурентна постапка за селекција, со што се гарантира изборот на најуспешниот, односно најдобриот кандидат. Предлог законот за високите раководители на органите на државната управа и фондовите од 31 декември е објавен на платформата Енер, каде што јавноста може да доставува свои забелешки и предлози.